Брањица си беше здрава, исто како и ти, вас уствари, но се случи сообраќајка, далечна за 90 година. Со повреда на ребетен столб на L1, лумбалниот прштен L1, со трајни последици. Таа вечер Брањица имаше една сообраќајка која што излетавме, возилото изгубило контрола. Тука е повредата, но и после ноќта кога ме носеле од Комарно до Скопје со возилото за брза помош, патка во Скопје на првите семафори уште една се повреда. Сега да Брањица останува со трајни наоки и мислење лице со доживотен хендикеп. Имавме неограничен упат, значи ни дава, дури и со придружник. Тогаш мајка ми или баба ми некој ми придружува като злобна болница. И сега сакам да ги поздравам докторите таму, прекрасни беа персоналот. Со неограничен упат, кој што година, 2, 3, значи колку е потребна од рехабилитацијата. Значи да се разбереме за едно лице кое што ќе се повреди пршлен кој ќе повреди или нешто, докторите претежно даваат рок од 2 години за да се види дали ќе има некои подобрување или не. Тогаш така беше законот, неограничено. Лежав 4 години со злобна, физикалната терапија, она дури се измачува в себе си, она со вежбање, се упорна бе. После тоа се префрли во Завод за рехабилитација, медицинска рехабилитација во Скопје. После тоа се сменија сите работи, се води нов закон кој што вели физикално ве следува, или вањско лекуване независно, само после операција. Тогаш многу... Тоа беше нешто страшно за мене, траума некоја, голема траума беше за мене. Дури и докторите се бора и бара начин како да ми објаснат и психолози, и психијатри. Значи бара начин, не ја против количкава. Количкава беше нарачана и стоеше позади врата. Ама не сакаа да ми кажат дека има количката. Се до еден момент кога доктор Миле Мочуновиќ веќе, знаете, она, да, рече, наставете ја на количка и јас се бунтувам, плачете се. Ајде, вика, прошетете ја напор, тогаш злобна болница, сега не знам каква, като знам бе, болница беше во среда на Цекина, тоа е зеро, тој има своја плажа, се повеќе пациенти имаше од цела Југославија. И гледам полно млади се дружат, гледам тука на кај мене на спратот, девојчина во количка си варат кафе, луѓе се. И добро, си мијам зави сама, секоја соба таму има собствено купатило. Си мијам зави сама него, легем че не носеше причина мајка ми. Ме врати ја во кревет и после тоа му се јавувам, но тука беше вечер, докторе, да ти замолам нешто. Може ли да овие да украдеш една колечка? А не знаејќи дека јас веќе сум имала количка и таа количка била моја. Вика, па нема потреба, вика, ја да ти радам, дека веќе имаш количка, таа количка што денес ти шеташ, вика, е твоја. А викам сега донеси, викам болничар некој да ме научи како сама да седнам. И тогаш сватив дека количкава, единствено ако ја прифатам како пријател, можам да функционирам на некој начин. Кога ме видела прв пат, знаеш, она погледи се... Да бидам искрена, изгубив и дел од другарите, некако као, нели, срамни, не знам што беше, да, и беше непријатно, не знам што. Но со тек на време пак се стекнаш други пријатели и тогаш, знаеш, во лошото ќе си ги видиш недобрите другари и другарки кои биле и кои останале. Животот на лицата со хендикеп е поскап. Поради тоа што ние не можеме пешки, не можеме со автобуси, овие автобуси сега што ги
има сите рампите не им работат оние за влез. Претежно се со такси или со собствени возила кои имаме. Ја возам на рачни командама и тоа возило бара гориво да ставиш. Регистрација, такви работи. Лекарства. Ако ви дадам пример дека за 3 месеци потроши 19.300 денари во една аптека, кој што ме наградија со тавча за палачинки, викам, ова е платено, предплатено. 19.300 за 3 месеци само за апчина футболки. Не можам ни да помислам да си дозволам физикална терапија, поради тоа што се партиципира. Од една страна лекарите велат ти мораш да идеш барем 3 пати неделно на физикална терапија. И велам морам, да, јас сум свесна дека морам. Ама немам финансии со 7.000 dinara, не може. Дали државава намерно, као систематски да не уништува наследството со хендикап? Значи, за да ти имаш едно продуктивно лице со хендикап, што ќе биде продуктивно за ова општество, што ќе може да принесува за ова општество. Нема да бара од никого хуманитарно. Треба да има физикална терапија, кој што тоа лице ќе се одржува на физички, социјално со вежбите, да биде способно за работа. Партиципираме за лекарства, кажа, не можеш да си дозволиш. Легнуваш дома болки, не можеш да излезеш. Физикална снеможност, атрофира мускулатурата. Како ќе оди тоа лице на работа, ако не може да се сам качи на количка, да извршува врските на работа, ако веќе е вработено некаде. И повеќето токму поради тоа велам, дали државава систематски уништува за да не гледа надвор. Јас знам дека не сме терет на државата. Поради тоа што повеќето од нас не сме вработени, не допринесуваат со ништо. Но пак сепак сме дел од ова се, тука сме, покрај вас сме. Знаеш, кога ќе научите да чекориме еден со друг заедно, препреките во животот просто ќе ги заменува. Јас бев здраве, зашто рече на мојот и јас тогаш летев. Ама ето, се случи тоа што се случи. И јас не знам дека ќе дојдам за вој. Добро, ама ти ширати. Искрено како издržува, што си не види момент. Искрено, тато и мама се јавни кој што тато е пуштено живо сметка ми валца. Тато е плати моја сметката. Добро додека тато и мама може, да. Кога ќе не може? Не знам. Денови бе баш актуелно беше закон за социјална заштита и она јавна расправа што беше во парламент. И не само за тоа, значи соработувам со Полио кој се ангажирана сам на некои проектни активности, значи често понекогаш и толку сум уморна и велам, тука доаѓам и така, она мозочните билги малку да ги опуштам. И на кои добро се земав и за обрскане и задоволство. Пред се тоа го правам на себе. Се запишав и на факултетот Гоце Делчев, универзитетот Гоце Делчев во Штип, направиме факултет во младен студент сум. И причинува задоволство и се учам на себе. Така. Затоа што не сакам да дозволам, сакам да си ги знам своите права. Не сакам државата да ми манипулира со мене. Може би ќе научам некако кај мене и другите да ги научам. И јас уште учам. И јас учам од моите стари пријатели, што ја разбираат повеќе проблематиката. Тоа што не го знам ке прашам. Дори на министерката некој во собрание пред некој ден и реков, доколку не знаете, прашајте, не е срамота да прашате. Ќе ме научиме. Ние сме тие што можеме да ме научиме. Нас што ни треба. Нам, лицата со хендикап што ни треба. Чисто знаете да се насмеете? Смејам некојаш и на своја сметка. Се смејам некојаш на своја сметка. Така е полесно? Не дека така полесно, така сум си по природа и знам дека денеска не сум нашминкана и затоа на чари да не ги вадам. И може слободно ова да не го бришите, нека иде прелог. Благодарам. Благодарам.